ništa da krenemo odmah sa najavom, znači Armade 13 u Bačkoj Palanci. Evo, pošto snimili smo ovaj deo, ali bilo nekih tehničkih problema, pa snimamo ponovo. Protivnica Iba Cruz, znači odlična protivnica, 13 mečeva amaterskih, ovo je prvi tvoj semi-pro meč. Даниела, да има како си спремна, шта очекуваш тој борби? Так, во оваа борба, нели, прва семи-про борба ми е други правила, други ракавици, како да кажам, некако ново искуство. Противничката е доста поискусна од мене, а имам видено и дека се надпреварувала во потешки категории од мојата. Така да, мислам дека ќе биде една доста интересна борба, каде што ќе има судир од два различни стила на борба, ќе биде интересно. Jel očekujemo pobedu u prvoj rundi ili će to da bude neki taktički meč? Ќе видиме како ќе се одвива борбата. Ако има прилика да се заврши во првата рунда, зашто да не? Da. Ivice, kako ti gledaš na Armada organizaciju i taj event Armada 13 u Bačkoj Palanci? Šta misliš o tom eventu? Pa super, ја исто дадох кога беше во Македонија за која промовираше нашата ММА федерација, зборевме, значи Армада е една супер позитивна работа што се случува во Србија и на Балканот, каде што сите овие наши млади борци може да најдат дел, да се пробаат до кај се и како се, каде што секој клуб може да прати некој борец, да се стекне со искуство во зависност дали ќе победи или ќе изгуби, и е стварно супер позитивна работа што се дешава на Балканот. Моментално на Армада 13 мене лично и мојот тим го интересира борбата на Дани, и тоа ќе биде едно инфо каде што сите ќе се запознаат со наредниот евент, значи Армада 14 кој ќе се одржи во Скопје на 14 септември, и тоа ќе биде прв ваков евент во Македонија, каде што ќе настапат добри борци, ќе се трудиме да има повише македонци, да може да привлече повише македонска публика, пошто нашите овдека, верувајте ми, последен турнир од ваков калибар беше ПФЦ, тоа беше Final Fight Championship на мојот пријател Орсан Зовко пред години, кој што со публика помина многу слабо, затоа што луѓето тоа време се уште бараа карти без пари, не знам, ова идеше на телевизија и буквално трибините останаа празни. Мислам дека со овој евент ќе ги напуниме и ќе биде топ. Да, to očekujete trenutno, znači da bude najveći event u Makedoniji i ne znam koliko publike očekujete. Nisam ni pitao, znam da će biti prenos na Areni Fight, a da li će karte biti besplatne, pošto znam da Armada inače tako radi na nekim eventima. Pa се уште тоа сме на мислење дали да биде бесплатен влез или ќе се плаќа. Доколку се плаќа ќе биде пак некоја символична цена, значи нема да видат како на светските напревари од 40-50 евра нагоре, тоа би било некој 500 денари, што би било прилика некој 7-8 евра. Така, пример. Ќе видиме, може да биде и бесплатно. Поентава е тука да научат и нашите што сакаат да гледаат ваков евент, те па сепак треба да се тоа плати, за да може на овие млади борци да им даде еден стимул, односно да земе нека премија, да се спрема понатака, за да види на тој начин да ги навлечеме, да рече, чекај, видам се борам, правам нешто, ама ете заработувам нештото. Така да мислам дека тука ќе биде интересно, дали ќе биде со карти или без карти, тоа што дадо ќе се договориме, набрзо после Армада 13, полека ќе ги објавуваме сите детали за Армада 14 у Скопје. Jel očekujete punu dvoranu u Skopju? Па да, арената Јане Сандански, мислам дека собира околу 6000, али е многу добра арена, нова арена, добра е концепирана за ММА, затоа што трибините се малку подстрмни и кој ќе го ставиш кафезот во средина е баш како гладиаторска арена. Да. Даниела, jesi ti spremna da radiš, eto, rekla si, radit ćete event Armada 14 u Skoplju, a nakon toga, samo nedelju dana nakon toga, mislim da je svetsko prvenstvo u MMA. Како мислиш да ќе Така, на 27 септември започнува светското првенство во Грузија. Аматерски ММА борби под АМФ. Се надевам дека тоа ќе ми биде последно турнирче со аматерски борби. Од идната година, ако оди се по план, би требало да имам прва професионална борба, па ќе видиме како ќе се одвива сето ова. Šta je za sad glavni cilj? Je li to osvajanje svetskog prvenstva? Па да. Оваа година го усвоив европското, желба ми е светското, некако да го финиширам тој аматерски дел,
за да можам понатаму да идам во семи-про, про и така. Тоа би било идеално, пази, ние да го освоиме светското оваа година и буквално ако освоиш европско, освоиш светско, нема што да правиш више у аматерскиот дел. Така си го освоил тоа што е. Да, a znam da se ranije takmičila i u grapplingu, da kažem BJJ i neki drugi sportovi, a da li si sad Da. samo fokusirana na MMA ili i dalje i u tim sportovima se Да. Па, бидејќи имаме, еве како да кажеме, склопот повеќе боречки вештини и е малку покомплексен, така да се фокусирам само на ММА. Порано, пред некоја година, пред да почнам на баш да се натпреварувам ММА, тренирав бразилска џуџица, џудо, идев и на кикбокс малку, јапонско џуџицу, кумбо џуџицу, ама сега некако како почнав с ММА и нема време толку за останати надпревари, целиот фокус ми е ставен само на ова. Други се правилата, значи другите вештини се со други правила, со други видови на тренинг, со други моменти. Сепак ММА, како што кажав, е буквално нова, не е нова толку колку што сега буквално се отвојува како посебна целина и не може да се работи како претходно. Еве гледаме ние, ако отидеш ти да скокнеш у гард на ММА, знаеш што ќе ти се деси. Сакаш да направиш flying armbar, знаеш што ќе ти се деси. Така да више некои работи што обичаше поминува во ММА борбите претходно, веќе тоа е, да не речам, забранета техника, затоа што ќе влезеш во поголема неволја и проблеми, него да работиш ако е ММА насочено. Da, a evo da pomenemo samo koga od boraca očekujemo na Armadi 14 u Skoplju, koga od Makedonaca možemo tamo da vidimo. Па треба да ја видиме Дани и Марко, они се двајцата наши европски прваци од оваа година во Европското во Београд. Ќе биде сигурен е Стефан Пецевски, тој е нашиот тренер, тој е мој ученик. Он него го натерав после 6 години, 7 години пак да се такмичи, да направи последна борба, да даде некој допринос да повлече поише луѓе, знаеш, да дојдат луѓе да гледат и него. У преговори бевме со Дино Старчевиќ, имаме Никола од Црна Гора, Гого Славевски требаше да биде као еден вид посластица, оно да се бори во Бернакл, па имавме некои технички проблеми со Бернакл, па сега преговараме да се бори со ММА ракавици, бокс меч да биде, чекам тоа да ми потврди. И имаме уште неколку борци од Македонија, што сега за сега не би ги кажал. Чекаме да ни заврши Армада 13 и после секој нареден ден, секој нареден момент има по една објава каде што ќе ги запознаеме сите кои се нашите, како ќе биде нашиот фајт карт. A koliko borbi će da bude na tom eventu i da li će većina borbi da bude pro ili semi-pro? Па ние планираме да бидат семи-про и да бидат семи-про околу 2 или 3 борби, другите да бидат про. Планираме да бидат барем 10 борби. Kako vi balansirate, da kažemo, taj posao trenera i posao oca, da tako kažem? Je li to za vas problem ili nije? Па 50-50, значи и е проблем и не. Значи кога сме дома, татко, ќерка е окей. Кога сме на тренинг, татко, ќерка не е окей. Значи тогаш имаме проблем. Затоа што го имаме оној моментот, чека ја да ти кажам какво треба, а тоа знаеме сите што сме возрастни дека не е така. Сега во одреден момент е добро, затоа што, пази, ти како тренер се посветуваш 100%, како татко ќе се посветиш, природно е малку повеќе од тоа. Разбираш? Исто она, кога тренира, со мене има една перцепција, кога тренира со Стефан, со Здоки, со Александар, има друга перцепција. Затоа сме тука сега во клубот повеќе тренери, кај што работиме на различни сегменти, за да може на момент оној поврзаност татко ќерка да го трнеме на страна, да може да вежба со Стефан, да вежба со Зоки, да вежба со другите и да го занемариме овој фамилиарен момент, за да може да идеме поквалитетно напред. Da, je li imate neki savjet za roditelje koji bi decu da ubace u borilački sport? Šta je bio vaš savjet, pošto vi to očigledno dobro radite? Savjet, pa da se ги пушта да идат на тенис, да идат на балет, шалам, не. Пази, многу е подобро за родител, зависи кој спорт да е, иако викаме дека ММА е крвав, насилен, да има свое дете кое што е во една контролирана средина, како што е еден ММА клуб, како што е еден клуб за борички вештини,
кај што се учи да се брани од опасности, затоа што утре сме сите сведоци надвор на улица дека тој момент на самоодбрана, тој момент на самодоверба, тој момент на како да кажам, да се одбрани одредени ризични моменти е добре дојден. Затоа мислам дека секој родител би требало своето дете барем во еден период од животот да го однесе на некоја боречка вештина, да потренира. Не мора да е само за самоодбрана, туку буквално за едно креирање на еден човек како што треба. Значи тука знаеш дека во секој клуб има респект, дисциплина, хигиена, иерархија и тоа ќе допринесе утре тој човек каде да го вработиш да биде квалитетен како човек. Evo jedno pitanje za vas dvoje, da vidim taj sukob mišljenja, da li se slažete. Šta je najveća prepreka za MMA borce sa Balkana da uspeju na nekoj internacionalnoj velikoj sceni? Ти. Кажи, Па што знам, може и повеќе самите се подценуваме дека не можеме ништо да направиме отколку што има некоја бариера дека не може да постигнеме успех. Па, што знам, едноставно напорна работа и дисциплина на крајот на денот ќе се исплатат од секој случај. Јас лично не гледам никаква препрека баш заради тоа дека живеам на Балканов, па нема услови, тоа не го гледам така. Сепак се зависи до самите нас, како ние ќе се вложиме во овој спорт, таков исход ќе имаме на крај. Се слагам со Дани за ова, затоа што ние буквално на на Балканов, да кажам, како подрачје, мислиме дека цел свет, секој дека е подобар од нас, а ние сме послаби, па не можеме. Еве сега ќе ти кажам и зашто. Жив пример е, например, Немања со ЦДС, каде што направи една средина, каде што создаде една програма. Ја буквално ти гарантирам дека немаш потреба да идеш да вежбаш во, не знам, Америка, топ тим во Америка, не знам, да одиш во Дагестан да вежбаш, не знам кај да отидеш да вежбаш, буквално го имаш тука, го имаш Нови Сад. Еве ние на Армада сме у петок, ние понеделник идеме да продолжиме со тренинзи таму, затоа што буквално е, ако ме прашаш мене, за мој стандарди е најидеалното место да напредуваш. Сега, ако имаш ти тренер, ако имаш ти спаринг партнери, ако имаш ти добра околина, која што заедно растете, зашто да идеш на друго место? И тоа мислам дека е крајно време на Балканов треба да се смени, односно дека нас не бива. Еве викавме финансиските моменти се тешки, да, тие се најтешки. Викавме дека техничките моменти се тешки, и тие ги поминавме, имаме добри клубови, добри тренери. Така да ја тврдам дека во иднина имаме се поише квалитетни борци тука од балканскиот поглед. A kako gledate sad na ovu popularnost MMA-a na Balkanu, da kažem primarno u Srbiji i Hrvatskoj, FNC kao organizacija, mislim da na jednom izuzetno velikom nivou je u rangu najvećih organizacija u Evropi. Da li mislite da će to da se prenese i u Makedoniju? I šta bi trebalo da ta scena bude još jača? Дефинитивно, ние уште пред 2 години седнавме баш со мојовиот тренер, со Стефан, со Александар, и викам ајде да направиме некоја работа како треба, односно во Македонија не можеше да се формира Сојуз ММА 15 години, имаше некои пречки, не знам. Таа реков ајде да отидеме у светот малку, да прошетаме, да се такмичиме и да направиме квалитет. И ние го направивме тоа. Освоивме трето на светско, прво на европско, Белградски победник, МФЦ и многу други турнири у таа година и пол. Направивме квалитет, дојдовме дома, едноставно не може никој да ти каже не можеш да направиш. Еве се благодарение на ФНЦ, благодарение на Армада, ние цело време имаме нашите борци кај да ги праќаме како почетно ниво тука на Балканот, да ги видиме кој вреди. После понатака сите имаме интерес. Јас како тренер, она како фајтер, дали е Форги или Дадо како собственик на таа промоција, да ги пласираат тие борци надвор и сите имаме на некој начин вин-вин ситуација. Ја лично уште пред 2 години го видов тоа дека ќе иде у нагорна линија и ради тоа заземав една друга стратегија во клуб. BJJ, да, го трениравме кај што бевме супер активни на Балканов, го ставивме во еден втор план, односно го извадивме ова кое што се уште беше, така да кажам, во бебешки пелени и сега еве денеска после да речам 2 години гледаме дека ММА на Балканот стварно иде у една
страшна експанзија, не само на Балканот, туку на некој светско ниво. Јас сум, на пример, изненаден сум во Македонија, имам пријатели што никогаш во стала не стапнал, а за UFC све знае. За некои фајтери толку знае, да речем некоја статистика, што ја не ја знам, а го работам тоа. Значи, буквално се влезени луѓе во таа ММА приказна и мислам дека во наредниот период тоа ќе биде све на некој повисоко и повисоко ниво. Да. Даниела, питање за тебе, како луѓе гледају на тоа у Македонија што се една девојка бави оваквим спортом? Јел то чудно још увек или е нормална ствар, сега да кажем? Па, зависи. Кај постарите генерации, да, чудно им е, бидејќи навикнати се да гледаат женски во некои понежни спортови, одбојка, тенис, не знам, или некои танци и чуда. И кога ќе им спомнеш дека се бориш во кафе, си ми е многу брутално, некако и чудно, и одма како, ајде немој тоа, батали, има многу други спортови, зашто да се кршиш таму, не ти личи, ете ти си девојче. Ама помладиве генерации, овие што ми се моје годиште, не го гледаат тоа така да со текот на времето се менува, мислам дека иде у позитива. Само да вам пожелим среќу онда на Армади 13 у Бачкој Паланци и видеćemo се тамо, па одрадit ćemo интервју и после победе. Така да, Благодарам. видимо се. Хвала, видимо се, поздрав.